Згаснувањето на еден млад живот како последица од употреба на наркотични средства. Групата млади актери кои се дел од драмската секција при Сдруженијето за култура и уметност Илјоантески смок од Тетово успеаја да ја пренесат пораката на публиката за лошото влијание на дрогата и на свој начин да повикаат на заедничка борба против ова зло. Театарската представа Биолошки динамит од Јован Дамјановски, а во режија на Игор Бачовски, премиерно беше одиграна во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово. Оваа едукативна драма и нејзината театарска изведба ќе остане запаметена, вели авторот на Биолошки динамит Јован Дамјановски. Режисерот Игор Бачовски има дистанца со мојата возраст, но мислам дека успеа мојата замисла за оваа тешка тема да ја исполни уметнички добро и верувам дека ова ќе биде запаметени во тетовската театарска активност. Со оваа драма и со оваа тема и како романописец и како драматург влегувам во стожерните пори на животот, таму каде што младите, барајќи своје место во овој свет, понекогаш и не сакајќи, се уништуваат самите себе и тоа најмногу од тоа бело зло како што дрогата се нарекува во целиот свет. За режисерот Бачовски, обработката на текстот Дамјановски представувала предизвик. Верува дека со представата дале мал придонес во развивањето на свеста кај младите за последиците од зависноста од дрога. Многу беше интересна темата да се обработува, бидејќи како што и сами знаеме, можеби едно од најголемите зло на човечанството се дрогата и наркоманијата. И се надеваме дека на малку ќе ги замислиме и младиве и големиве дека навистина едно од најголемите зло кои се случува денеска, дека ќе смениме малку културата и свеста кај луѓиве за во однос на каков привод да придеме и кон наркоманите и кон младите генерации за да не конзумираат дрога. Млади драмски ентузијасти, дебитанти, но и поискусни актери беа дел од театарската група која презеде задача оваа сериозна тема да ја преточи во успешно сценско дело. Мојата улога беше една од поглавните улоги. Го играв тинејџерот Гоце, кој што живее во Германија и кој што е приморан од друштвото да почне да конзумира дрога. Прво, ликот на Гоце е најпрви не против дрогата, значи им се спротивставува на неговите пријатели да не користат дрога, но ќе биде приморан од нив за да биде член од музичката екипа, нели? И тој да конзумира дрога. И така действото се развива и Гоце се повеќе и повеќе се уништува и преминува на посилни дроги. Ова беше за мене предизвик да играм улога на другираш. Но мислам дека заедно со заедничка соработка со екипата, мислам дека направивме добра работа. Играв лик на родител на еден таков млад човек што паѓа во канџите, како што е во текстот, на таа наркоманија или чума на денешниот и минатиот, како и да е, меѓутоа актуелно и со голем интензитет на денешниот век. Не беше ни малку лесно, бидејќи се работи за длабоки емоции кои не би сакале, верувам, луѓето да ги доживеат, меѓутоа тоа е реалноста, како што и театарот е некој еден вид на отсклик на реалноста и општеството во кое живееме. Така што мојот лик на мајката на Гоце прикажа како не само самиот субјект кој се занимава со такви некои дејанија, пати и се уништува. Значи, се уништуваат другите луѓе во околината на тој лик, семејствата и тоа оди подалеку. Га играв улогата на Павле, односно најдобриот другар на Гоце. И мојата улога е всушност, јас сум навлечен на дрогата од пред тоа и јас сум таа негативна улога што го навлекувам всушност улогата на Гоце во пропаст. Значи, задоволен сум и тоа, презадоволен можам да кажам од представата. Мислам дека публиката беше исто така задоволна. Мојата улога беше музичарот што го запознаваа со Гоце. Една исклучително темна улога, бидејќи јас сум тој што го носи директно у пеколот наречен дрога, поготово хероинот. И мислим дека добро се изглуми
представата и дека луѓето го почувствуваат тој момент. Иако имаше смешни моменти, за да се послободи од тензијата цела низ представата, но поруката е битно испратена до младината, дека треба се намали и да престане конзумацијата на дрога кај младите, поготово кај тинејџерите, пошто е стварно жална таа слика. Искуството на постарите и енергијата и талентот на младите актери резултираше со успешна театарска игра, која публиката ја награди со силен аплауз.